Здравството ги разболе пациентите, тврдат на прес штипските социјалдемократи. Според нив, здравствената политика на ВМРО ДПМН е била погубна и за лекарите и за пациентите, а здравството пред целосен колапс. Најалармантен проблем бил недостигот на антибиотици, па лекарите во Штипската и сите останати болници биле принудени да препишуваат само еден антибиотик, зашто во моментот толку имало. Издавањето на само еден антибиотик значи несоодветно лекување, а тоа кај пациентите може да предизвика сериозни последици, развој на инфекции и компликации, кои што може да им го доведат во опасност дури животот. Оние што сакаат подобро здравје, лековите морале да си ги купат сами, тврди Милошев. Принудени сме постојано на пациентите да им пишуваме ливчиња, да си ги купуваат во комерцијалните аптеки, за да можат да се ординираат на нашите оделенија. Дали тоа не е забрането? Дали треба да го препуштиме пациентот да се влоши состојбата? Бидејќи немаме избор. Тој од нас бара спас. Ние немаме друг избор, освен да му кажеме да си ги купи антибиотиците. Идентична била состојбата и со инсулинот. Со одлуката Тодоров наложува што поголем број пациенти да бидат префрлени од аналоген, поквалитетен и поскап инсулин на поевтиниот хуман инсулин. Ова е погубно за здравјето на граѓаните со шеќерна болест, затоа што предизвикува штетни последици за работата на бубрезите, нервниот систем и видот. Огромен број граѓани од Штип и регионот веќе се жалат на последиците кои што ги трпат. Поради ова од СДСМ бараат ВМРО да одговори зошто на нивната приоритетна листа не било здравието на граѓаните, туку спомениците, фонтаните и галиите.